на господинот Ерван Фуере, со која јасно беше искажен ставот на Европската комисија, е уште еден од серијата докази, ако не и најсилен доказ дека Груевски и Иванов прават најгруп обид за фалсификување на македонската историја. Сакам да им дообјаснам на новинарските вувузели, блиски до кабинетот на Мартин Протугер, што е точно изјавата на амбасадорот Фуере и кој е точно амбасадорот Ерван Фуере. Ерван Фуере представи на Европската комисија во Скопје и неговите официјални изјави се воедно и официјален став на Европската комисија во Брисел. Толку за тоа. Колку е несериозно и тврдењето на ВМРО-ДПМНЕ, најдрво се гледа од фактот дека во 1995 година членки на Европската унија стануваат земји како Шведска, Финска и Австрија. Тоа го нагласи господин Фуере, кој додаде дека Македонија за тоа време немаше воспоставени ни дипломатски односи со Европската унија, тогашната Европска заедница. Очигледно на Иванов и ДПМНЕ не им беше доволен срамот што го приреди на Македонија по демантот и заканата за тужба од европретеничката Дорис Пак, мора до таму да претераат и да ја посрамотат Македонија за од Брисел да пристигне официјален демант кој ги негира ваквите небулозни тврдења. Можеме само да замислиме што значи во дипломатскиот речник кога официјален представник на Брисел ќе ви каже дека премиерот и председателот имаат бујна фантазија. Груевски и ДПМНЕ треба да престанат со својата погрешна и погубна политика на изолација на земјата и свесното блокирање на евроинтеграцијските процеси да го покриваат со бламирање на Македонија во Брисел. Ако председателот, премиерот и министерот за надворешни работи се спремни бесрамно да лажат на ваква крупна тема, тоа што очекуваат и како очекуваат граѓаните да им веруваат на други теми. Благодарам.